После долго време се среќаваме со вистински министер и искрено не знам како да реагирам на ова. Знаете како научени сме на негативна селекција и на многу нечесни игри, и кога имате ваков транспарентен пристап, не можам да не кажам дека тоа е примерот кој што треба да се следи, и тоа е и моја лична заложба како човек, како професионалец, и мојот општествен ангажман баш во таа насока, дека треба да се движиме и треба да се знае до каде можеме, што можеме и кои се нашите надлежности кога ќе се нафатиме на некоја државна јавна функција, бидејќи одговорноста е огромна. Тоа му го кажав и на вашиот претходник господинот Сали минатата недела. Сметам дека во нашето македонско општество многу често привилегиите и функциите носат една друга тежина и создаваат една суптилна моќ која некогаш станува и се злоупотребува како агресивна моќ, а се занемарува она што е суштински. Токму тоа му фали и особено на Министерството за здравство, со години наназад би рекла. И се надевам дека ќе истраете на овој пат и дека нема да попуштите на ниту еден притисок и нема да бидете селективен и ќе дозволите вистината да излезе на виделина. Вашата судбина е таква, баш во ваше време да излезе овој скандал. Тука повторуваме повеќе пати, но и јас би сакала да кажам дека навистина доколку не беше од важноста на медиумите и нивната непоколебливост оваа тема да излезе на виделина на денот, темава немаше да биде актуелна, но и ќе потсетам, без да излезам надвор од темата онкологија, дека и во минатото многу често се случувало теми поврзани со здравствената сфера да се слушаат, како велат тука кај нас во ходници да се шепоти, но во суштина ништо на крајот од денот да нема своја разрешница, и по тоа ќе видите доколку само поминате како обичен човек, како пациент низ клиничкиот центар, дека имате чувство дека сте на некаков ад пазар, а не се наоѓате на клиника каде што треба да ги добиете врвните услуги, бидејќи таму тие варираат. Не велам дека не постојат, но варираат од ентузијазмот на професионалците или на индивидуалци, од совесноста, од етиката и од животниот повик. Некои дошле затоа што треба да заработат и да стекнат статус, некои затоа што тоа е нивниот животен пат. И јас ги ценам тие вторите. Многу прашања одговоривте на она што сакав да подискутираме. Нема да одземам многу од времето, но би сакала од политички аспект, бидејќи анкетната комисија е политичко тело кое треба да одговори на политичката одговорност на јавно избрани лица, поранешни и сегашни функционери и луѓе во позадина кои што остава овој чат што се крена простор дека некаде се уште тлее жарчето и огнот, па оттаму ќе се обидам да сублимирам 2-3 прашања кои што би било така благодарна ако можете да ми ги одговорите. Дали постои во други држави и како го оправдувате постоењето на сегментиран систем за обезбедување и плаќање лекови за пациентите во јавни здравствени установи, како што е тоа во нашава држава, и ден денес со паралелни системи за обезбедување на лекови? Преку позитивна листа, преку согласности на јавни здравствени установи за набавка на лекови, што не се на позитивната листа, преку програмите на владата и Министерството за здравство. Со тоа, дали сте размислувале за соединување на сите тие процеси во еден процес? Позитивна листа, како што е во другите земји и како што препорачува ЕУ директивата за транспарентност 89/105. Тоа е моето прво прашање. Понатаму, имаме сознание дека исти лица биле и се вклучени како членови во повеќе работни тела и комисии за лекови во Министерството за здравство, Малмет, во владата. Значи се однесува на зголемувањето на цените, позитивна листа, тендери, регистрации на лекови и така натаму. И дали е тоа воопшто точно? Дали не сметате дека таквата ситуација е конфликтна самата по себе? Тоа е моето второ прашање. И сега, следствено на тоа прашање е, ако е така, дали на тој начин
ќе потврдите дека оваа владина гарнитура, Министерството за здравство и институциите од здравствениот систем немаат доволен капацитет за справување со сите предизвици и проблеми поврзани со системски прашања, или некому, како што ние заклучуваме, лично му одговара таквата поставеност и нефункционалност во фармацевскиот сектор од здравствениот систем. Мене како граѓанин, бидејќи, пак ќе кажам, не сум здравствено лице, медицинско лице, сметам дека најдобро е да се следи текот на парите. Кога го следите текот на парите во едно општество, ќе видите и другите проблематики кои што се поврзани со ова прашање, навидум спорадично, го отвараат вртлогот кој што ќе ги одговори многу нешта. И тука затоа посочувам. И уште едно прашање поврзано со првото. Дали сметате дека постапувањето од Министерството за здравство и методологијата на владата за формирање на цената на лековите се усогласени со ЕУ директивата 89/105? Тоа би било. Ви благодарам.